И еве сме назад во неделниот микс. Ви благодарам што и денеска сте заедно со нас, не следите. Секако јас и сите мои колеги ви подготвивме емисија специјално да ве облагородиме малку со културни теми. Мојот следен гостин е еден од најавтентичните уметници, млади уметници кои што сите овие години го гради својот уметнички пат преку изложби, многу креативна дејност, а поводот за неговото гостување и неговата изложба која што се нарекува Небо со горие. Таа всушност отвара нов диалог меѓу човекот, природата и возвишените состојби на духот. Сите детали околу изложбата, но и она што ново ни го подготвува нашиот соговорник, денеска зборуваме со уметникот Виктор Јаневски. Виктор, добре ни дојде. Благодарам, добро ве најдов. Како си? Па убаво, пријатно се осеќам ова студио. Пресметавме дека 3-4 години не сме имале разговор. 3-4 години, 2022, ако не се лажам, беше последното интервју тука. Да, и еве сега повторно ни доаѓаш со нов убав повод. Пред сета ти упатувам честитки за твојата изложба. Благодарам. Еве ќе се вртат и инсерти, па ти можеш поконкретно да ни објасниш за што станува збор. Небе со горие, вака темата беше небесната светлина. И самиот наслов, идејата ја даде мој пријател што е историчар на уметност и што на старословенски значи, мислам, тоа е еден од термините за светлина на небото, небесогорие. Значи, стар словенски збор кој што го употребувале за небесна светлина. И мене самата тема ми инспирираше да создадам дела што се во тој склоп, како небесна светлина во различни варијанти, нели, од денот, ноќта, квечерината. Да, и самиот збор, како што спомна, не се користи често, нели? Дури архаичен може да се каже? Па се смета за архаичен. Да. Се смета за архаичен. Така да стар збор е тоа прастар да кажеме, уште од многу одамна. Да. И не се користи нигде во, мислам, во нашите словенски простори не се користи општо. Во словенскиот свет. Многу убава идеја да токму му дадеш едно значење на тој збор. Еве ми се чини ова е едно од делата на Небо со горие. Ова е дел од изложбата. Да, Виктор, да посочиме за гледачите дека изложбата за Небо со горие заврши, но во секој случај во тек е изложбата знани и незнани македонски херои, која што е во тек. Сега сите детали слободно можеш да ни кажеш за изложбата. Да, таа изложба е во музеот, се наоѓа во музеот на македонската борба за самостојност. Во тек е, можат да се погледнат посетителите слободно, еве ги поканувам, тие што не успеа да дојдат на отварањето. Тоа е посебна тема, значи за разлика од Небе со горие, таа е тема која што се однесува на нашата македонска историја. Инспирацијата беа ликовите, односно самата историја да се поврзе со визуелната уметност. Значи, да направиме еден спој и со историја и уметноста. Да не се сватиме погрешно, не историја на уметност, туку историја, класична историја со визуелната уметност. Така, и тоа одлично го имаш доловено, всушност сакаш на некој начин почит да им оддадеш. Да, така. Што всушност те мотивираше? Мотивот беше македонски личности што не се многу истакнати во нашата македонска историја, во учебниците, во книгите, што не се често наоѓани тие имиња, а нивното дело било значајно, многу значајно, но не ги спомнуваат често. Тоа ми беше една од причините да ја направам оваа изложба, да ја создадам. Плюс и соодветен простор е Музеот на македонската борба. Да, апсолутно. А кој од нив ќе бидат се на изложбата? Па е ајдутскиот период го опфатив, Ѓорги Зумбулев, што го гледаме моментално, Аргир Манасиев, тие од Илинденското востание, Веселинка Малинска, партизанка, која жена делегат на АСНОМ. Така да
тие ги спомнав како најличности што не се спомнувани често. Така. Што воопшто ретко ги има во книгите. А оставиле белег? И оставиле белег, дефинитивно. И ми беше поентата главна ми беше да ги рехабилитирам, ако не можам така да кажам. Да, колку истражуваше за оваа тема пред да ги нацрташ или откако ги нацрта? Како сето тоа изгледаше процесот? Истражав и на интернет секако книги, тука консултација со историчарите. Така дојдов до податоците за овие личности. Да. Тоа беше една истражувачка мисија на почеток, пред да почне процесот на креирање. Следеше процес на истражување и дојдов на крај до визуелниот момент. Какви други работи созна додека истражуваше? Некоја информација која што може би посебно те поттикнала токму таа личност да одбереш? Па, тука еве ќе морам да кажам дека и самиот лик, самата фигура на таа личност ме импресионираше, костимот. Значи, борбениот костим што го носат, тие личности ме инспирира исто така за да ги одберам. Секако делото ми е пред се битно. Делото нивно што тие го имаат револуционерно создадено во историјата, но и ликот. Самиот лик ми е инспириран, фигура. Тоа исто ме, не знам, импресионираше да го создадам во создавањето во тој процес. Ми инспирираше да почнам на оваа тема. Навистина, еве, Виктор, твојот уметнички развој е доста препознатлив. Ете, може да видиме различни правци, жандрови во кои што твориш. Мислам, тука пред се нели четката, така да. боите, ете тука гледаме дека и со молив имаш цртано. Да. Но во секој случај различно е, нели? Небо со гори е еден аспект, ликови каде што нели целата фигура човечка ја црташ друго. И што те насочува всушност да го менуваш стилот? Па, уште во минатата емисија, мислам, кога гостував тука, спомнав дека јас менувам стилови. Не сум одреден на еден стил, на еден правец, туку ми се измешани стиловите. Тоа значи дека јас се уште се истражувам себе си во уметноста. Дека се уште искуството не го достигнал својот пик, за да кажам ова е тоа, туку дека се уште се истражувам. И сметам дека нема да ми е мене интересно како уметник да се задржам на една тема, на еден правец. Така чувствувам. Едноставно тој порив внатрешен што јас го имам и така. Чувството е тоа. Значи, внатрешното чувство ми го кажува тоа. Инстинктот. Да. Не се задржува на едно нешто. Туку експериментирај, создавај. Така да тоа е причината. Да ги подсетиме нашите гледачи дека ти исто така си скулптор, кој сега, тоа е малку на страна нели ставено таа дейност. стендбај. Но во секој случај не се знае кога повторно Точно. Пак ќе се посветиш на тоа. Во време на брзи трендови живееме, но сепак уметноста е она која што ни го дава тој духовен порив, нели, и не облагородува. Точно. Како ти гледаш на брзите трендови и на трендовите кои што и во уметноста ги има? Па, точно дека новите трендови завзема се поголем простор во денешницата, дека тие влијаат и во уметноста, не само во уметност, општо во културата наша. Но како гледам? Па има и позитивен исход и негативен. Зависи како самиот автор, како еден уметник го креира тоа, како еден културен работник општо го создава, како го користи тој напредок, да кажеме, тој тренд тековен. Така да и позитивно и негативно, има и позитивно и негативно во новите трендови. Не е се насочено кон едно. А како уметноста денеска влија на современото општество? Мислиш ли дека
има моќ да менува одредена перспективи? Па секако дека има уметноста самата по себе порака. Уметноста постои за да даде еден критички осврт кон светските случувања. Знаеме што се случува денес за жал со овие војни, што се почести се и многу лесно може да дојде до војна. Така да уметноста на некој начин го креира тој критички осврт према тие војни, према тоа безумие што денеска се случува. Неразумот, општиот неразум на големите сили, да кажеме, може да го промени трендот, но не знам колку тоа брзо би се случило. Тоа веројатно ќе трае подолго. Тоа е долг процес, за жал. Затоа што многу е тешко денеска да се, барем како што гледаме, многу е тешко да се дојде до брза промена. Да кажеме да биде влијателна самата уметност на тоа поле. Многу е тешко денеска да оди тоа брзо, да кажам. Ето, тоа мислам. Но сепак уметноста и низ годините секогаш била она која што ги коментира настаните, поставува прашања. Сега дали дава одговори тоа индивидуално? Па дава одговори во аспект на некое поразумно ниво. Во однос на, пак ќе се навратам, тоа без таа неразумност што денеска ја гледаме секојдневно. Меѓутоа дава одговори. Да, уметноста дава убавина. Ако ќе дадам еден пример за време на Втората светска војна, во Сталинград, тогаш кога било најтешкиот период, имало филхармонијата таа направила концерт во највоенниот период. Тоа е уметноста, тоа е моќта на уметноста. Значи во најтешкиот момент, кога најмногу се војувало, кога било најстрашниот глад, смрзнување на војници, едноставно уметноста победила тука. Докажала дека е помоќна од било која војна. Апсолутно е така. И многу други историски моменти тоа го покажуваат. Ти си, Виктор, дипломиран на факултетот за ликовни уметности, исто така и магистриран. Уметноста уште од раните години те окупира, па кажи ни за тоа искуство да се дипломира и магистрира токму на овој факултет. Кој беше пресвртен момент да ти се одлучиш токму за ликовната уметност? Па, мојот татко е исто така уметник ликовен и од него гледав како пример. Може да се каже, ми влијаеше неговото творештво, неговата работа секојдневна, што тогаш ја следев. Така да, и тоа ме инспирираше, но и едноставно ја засакав уметноста. Моите ме носеа често на изложби, на настани, разноразни културни настани. И тука ја добив љубовта кон уметноста. Тоа ми даде многу се повеќе како што раснев, ми даваше инспирација едноставно. Тие настани општо ми дава инспирација да се бавам со тоа, со уметноста, да кажам. И ја одбрав ликовната уметност како дисциплина, да кажам. Од таа поидовна точка. Да ми биде таа поидовна точка. Ликовната уметност. Да, поддршката од најблиските верувам дека многу ти значи. Апсолутно. Тука имам секако и пријателите. И кога сме кај пријателите и кај посетителите на твоите изложби, какво е нивното мислење конкретно за последната изложба која што е во тек, но ете и за Небосогорие, колку нивните коментари ти значат, сугестии? Па многу ми значат, апсолутно, секако дека ми значат, иако секој гледиште индивидуално, за секоја изложба, за секое дело одредено. Индивидуално е мислењето кај секого. Така да ми значат, нормално.
сега на пример на некој едно нешто нема да му биде јасно додека гледа едно дело, на пример, посебно последната изложба. Небесо горе, предпоследната, односно. Там, бидејќи таа изложба е специфична и сега можеби на некој нема да му се свиѓа некој детал од сликата, па ќе праша зошто не го направи, зошто не си го насликал вака и се доаѓа до таков диалог. Но секако тоа не го гледам како нешто негативно, туку како нешто позитивно и нешто што е индивидуално, создадено индивидуално мислење кај поединецот. Така, еве конкретно во Небесо горе се поапстрактни самите дела. Да. Колку ете твои точно. мисли, размислувања се врежани во изложбата, твој личен аспект? Конкретно за изложбата, моја импресија да дадам. Па сега нели најтешко за своите дела да се Тоа е тешко. да се зборува, Да. но што оно што сакаше ти преку овој апстрактен аспект да пренесеш? Има ли некое објаснување или само треба да уживаме во самото дело? И уживањето е секако мојата цел, мислам, доколку некој навистина се пронаоѓа во делата да ужива, но ако гледаме општо многу малку приметувам гледаме во небото. Например, кога ќе врне, посебно летните дождови ми се најимпресивни тука. Секош небото има една магична светлина која што е убаво за окото. Но многу малце, еве ќе излезам надвор после некое невреме, да кажам, јас стално гледам во небото. Ја гледам таа светлина, ги гледам тие разиграни бои што се случуваат и гледам од страна дека луѓето не го прават истото. Не се заинтересирани, многу малце ги гледам и боите во небото. После едно невреме или додека се стемнува, треба да гледаме се почесто бидејќи навистина смирува. Тоа небото е само по себе енергија која што влијае на човекот и која што му дава позитивен исход на крај. Да. И го трга од стресовите, од секојдневните стресови, од секојдневните проблеми. Јас сум го осетил тоа на себе си. И тоа е еден од причините што ја создадов и оваа изложба, што дојде до оваа изложба. Зашто на вистина енергијата е посебна, некако небесната енергија. Се согласувам со тебе и би додала дека исто така и водата дава посебна енергија. Да, точно. Како покрај вода, Водата е нешто по шума, посебно. во природа. Брановите, звукот на брановите, звукот на жуборот на реката, на изворот, тоа е нешто неверојатно да се слушне, да се Само да се доживе. слуша, да се седне покрај езеро или Точно. море и ништо Точно. друго не треба. Ме потсети сега, пред неколку години бевме во Нежилово, во рибниот ресторан. Бабуна навечер пред да заспиеме се слушаше неверојатно. Значи само реката се слушаше, ништо друго не се слушаше пред да заспиеш. За разлика од градскиот метеж и од автомобилите што даваат еден мотори автомобили што даваат еден страшен иритирачки звук, така да ова беше фасцинантно. Да, туку сме навикнати на овој градски метеж, што кога ќе одиме во природа, Да. сосем друга димензија. Се препородуваме. Така да тоа ми инспирира и претходните тематики беа мои поврзани со природата. И од таа причина зашто многу малце сме во друштво со природата, да кажам. Да, оние кои што се во поголемите градови, тоа навистина да, е така, вистина. оние кои што се во помалите градови или во градовите покрај вода. Така. Апсолутно. значи. И многу малце треба почесто да сме во близина Дефинитивно. со природата. Тоа опушта и релаксира, додека си во природа се случува ли да извадиш лист хартија и да нацрташ нешто, Да, често ми се случувало тоа, не секогаш, но често. Можам да кажам дека секогаш кога сум бил на планина, на некој повисоко така место, или не мора да е планина, и низина да е. моментална инспирација. Да, апсолутно. Кога има некој видик прекрасен, кога ќе ги видам тие акценти на поле, еве да не биде само планина, река, низина да е. Тие полиња што ги гледаме, тоа е
фантастичен контраст дава само кога ќе погледнеш. Така. Низ тој видик. Феноменално. Виктор, кон кои нови хоризонти те носи твојата креативна љубопитност, ако може така да се каже? Што ете после ова изложба ќе бидеш фокусиран? Па се уште не сум осмислил точно што како ќе биде, но некако минимализмот сега ми создава интрига. Ми дава некоја инспирација самиот минимализам. Па можно е да не испадне дека ќе ви изложам, но можно е да отиде кон таа насока. Кон некоја поминималистичка, поедноставна, некако тука го истражувам тој терен сега. Па, одлично. Минимализмот, таа бранша ми е некако посега во фаза на истражување, на почетна фаза. Едве чекам да видам што следно ќе смислиш и во која техника ќе биде сето тоа. И тоа треба добро да се осмисли. Многу, зашто треба да се биде внимателен. Многу треба да се биде внимателен како ќе се одрази на публиката тоа. И затоа треба да се осмисли еден јасен план, јасен концепт и само да се тера со тоа и на крај да има добар позитивен исход, резултат кај гледачот сам. Така, апсолутно. До кога трае изложбата која што е намената за македонските херои? Знаени и незнаени македонски херои ќе трае 15 дена. Но да не се може ќе остане да не излажам за датумот точно. Да. Тука, значи 15 дена од прилика ќе трае, може и подолго нешто. Може ќе се проложи, да. Се зависи од интересот, да. пак ќе кажам. Па ете, се надам дека ќе има голем интерес и ти благодарам, Виктор, за гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам уште еднаш и на вас, на вистина прекрасна емисија што треба да се следи за која што ги промовира македонската уметност, македонските уметници да продолжите во тој ритам. Благодарам многу, се надевам дека така и ќе остане. Почитувани гледачи, еден од најавтентичните македонски современи уметници, Виктор Јаневски, ни беше денеска дел од неделниот микс, а јас ви благодарам што и вие денеска бевте заедно со нас. Ги поздравувам моите колеги кои се дел од креирањето на неделен микс и секако ви закажувам повторна средба следниот викенд. Довидување.